Добар, убав и среќен ден, почитувани гледачи, драги наши пријатели на емисијата Вкусот на традицијата. Голем поздрав од комплексот Етно село Тимчевски, каде што заедно со нашиот тим и тимот на Вкусот на традицијата и Алфа телевизија ја подготвуваме новата епизода, новата емисија, новиот рецепт на денот. Ви благодарам на сите вас што ни испраќате на страната на Вкусот на традицијата на Facebook коментари, фотографии, предлози. Еден од тие предлози беше токму во овој период да го опфатиме празот и повеќе специјалитети со праз. Одлична идеја, ви благодарам многу. Зошто? Затоа што сега е токму времето на празот. На секаде царува празот, по сите пазари и во сите дворови, па дури и во становите, во големи сакси и забоден, да си го имаме за целата зима. Навистина сме многу среќни што празот го има толку многу во нашата Македонија, а за бенефитите кон нашето здравје можеме да зборуваме до утре сабајле. Зошто вреди да се јаде праз секој ден, додека го има? Затоа што може да помогне во лекување на многу срцеви заболувања, во лекување на покачен шекер во крвта, лекување на крвните садови, понатаму за нашата дигестија е измислен, во губењето на тежината и многу други работи. Содржи голема количина на витамин С, многу минерали и се разбира изобилува со антиоксиданси и секако со многу растителни влакна што се потребни во нашето тело. За денешната емисија, драги мои, ќе ви направам една чорба од праз. Многу ефтина, многу здрава, а многу корисна за нашиот организам. За оваа чорба, за едно полно тенџере, она што си го користиме, што се вели големо тенџере во секојдневието, ќе ви бидат потребни 2 страка праз, претходно измиени и насечкани. Не заборавајте дека најмногу витамини имаме во зелениот дел на празот. Ке ни треба една голема главица кромид. Прекрасно одговара кога ќе направиме едно спојување на празот и кромидот. 2 чешниња лук ситно сечкани, 1 морков ситно сечкан, 2 коцки од зеленчук за чорбата, 1 пашканат, 1 китка макдонос, 3 до 4 лажици павлака, доколку ја правите посна, нема да ставите павлака, 2 супени лажици ориз, малку мешан сув зеленчук, сол по вкус, по потреба, малку триена сол, малку бибер, масло по потреба и вода по потреба. Да почнеме. Ни треба, значи, едно тенџере во кое што ќе ставиме масло. Значи, 1 децилитар е доволно за почеток, зборувам. Најпрви ќе го ставам кромидот да се запрши. Кромидот да ја пушти својата вода, да добие стаклест изглед, да омекне. И веднаш потоа го ставам празот и морковот да се испржат заедно. Тука сега ќе додадам малку сол. Значи, не можеме да кажеме колку сол е потребно, затоа што некој јаде повеќе солено, некој јаде помалку солено. Јас ќе ставам на почеток половина кафено лажиче сол кај кромидот. Ќе додадам сега и мешан сув зеленчук внатре, половина лажичка.
Инаку, да ви кажам што се однесува до мешаниот зеленчук, жените сами си го прават дома. Пашканат, кроми, целер, макдонос, сето тоа ситно си го сечкат, го сушат и потоа си го блендираат. И вие можете така да се опремите за целата зима. Еве веќе, ако забележувате, пушти многу од својата вода кромидот, доби убав стаклест изглед, омекнува. Време е да го ставам празот надре. Толку е здрава, вкусна оваа чорба, и навистина сите специјалитети на кои што нема да потрошам многу пари, ми се многу примамливи, а што е најинтересно, па најздрави се. Значи, не е се во парите. Ние можеме со прас и со кромит да направиме прекрасна чорба. И ќе ви кажам една работа. Доколку некој од вашето семејство не се љубители на прас, на кромит, не сакат да го има така во парчиња, тогаш изблендирајте чорбата на крај. И ќе добиете една убава крем чорба од прас. Сега ќе го додадам и морковчето. Така. Исто така ќе промешам. Ние сега во вкусот на традицијата ќе направиме еден мал серијал со специјалитети со прас, она што имаме веќе од старите тетрадки, од памти века што се вели, некои нови рецепти кои што домакинките ги имаат возобновено, додадено нешто и така натаму. Така да гледајте вкусот на традицијата, секогаш ќе ви дава прекрасни идеи за вашите семејни ручеци, она што сакате да го имате на трпезата. Сега ќе го додадам и пашканатот. Значи имам тука дел насечкано и дел ќе го насечкам. Значи ова беше многу голем пашканат. Дури и ако имате целер, и доколку ви го сакат и целерот, и целер додадете. Верувајте дека една ваква чорба од прас со кромит, морков, пашкана, целет и така натаму може да ви биде и одличен ручек и во текот на постите. И убаво да се најадете. Наместо павлака можете да додадете еден компир ситно сечка. И повторно да имате прекрасна чорба, која што на крај ќе ја зачините со лукче, со оцече, може и лимон, што сакате. Ова ќе го оставим уште да се пржи. Уште едно ќе додадам ливче од пашканат. Така. И него ќе го додадам. Каков убав мирис се шири овде. Како што е полно во едно село, прашуваат гостите што готвиш, Адријана. Јас кој им кажав чорба од прас, некој од гостите ми кажа, леле,
Такво нешто никогаш не сме пробале. Ете, го имаме празо, што се вели пред носот ние, но треба еве да се досетиме да направиме една убава чорба. Сега ќе го додадам и лукчето внатре. Сега ќе биде шо ќе биде. Ете така. Ќе го оставиме уште најмалку 10 минути да се пржи. Да се намали половина од волуменот од целиот зеленчук што е во тенџерето. Да испари таа течност, убаво да се испржи, да дојде маслото од озгора. Колку е ова добро, како убаво се испржи. А да не заборавам да ви кажам дека присуството на триената сол во оваа чорба е да ја згусне чорбата. Ке делува како запршка затоа што е пченкарно брашно. Еве сега ќе ставам, пред да ја додадам водата, ќе ставам една голема супена лажица или 2 кафени лажички. Доволно ќе биде. Башка не само што ќе ја згусне чорбата, туку и дава таков еден убав мирис да не можеш да застанеш со сркање на оваа чорба. Така. Одлично. Сега ќе налеам вода. За почеток 1 литар. Доколку ми е потребно повеќе, ќе додадам уште 1 чаша. Ете така. Сега ќе ја намалам малку температурата. Така. И ќе ставам магданос, многу магданос, 1 цела китка. А потоа пред самиот крај, кога ќе бидам сигурна дека и морковот и пашканотот се добро сварени и меки, тогаш ќе додадам киселата павлака и ќе ја направам малку красатка. Ви кажав, доколку не сакате или немате во моментот дома павлака, ставете си 1 лимон иседен. Сега ќе треба да пробам дали имаме доволно сол. Можам со ова. Ке треба уште малку сол. И ќе ги додадам и 2 коцки за супа, затоа што секако ќе ставиме нели кисела павлака. Коцките се од зеленчук, за да го збогатат малку вкусот. Ете така. Го оставаме 20 минути на тивко да крчка и потоа продолжуваме. Останете со вкусот на традицијата. Сега да видиме до каде е нашата чорба од прас. Машала, машала. Погледнете како е она згусната. Вистинска чорба, чиниш дека запршка си ставил внатре, а нема врска, значи толку здраво и толку добро. Сега, наред да ја ставам. Не, всушност треба да пробам, да видам дали е сварен морковот и пашканатот.
неколку минути пред да ја доставам павлаката, ќе ставам, како што ви кажав, 2 лажички ориз. Прво ќе доставам уште малку водичка, затоа што има многу зајре. И оривчето, речи си, нема ни да се познава внатре. Ете така. И на него му е доволно само да скипне во врелата вода, не му треба, значи, да се вари, секако, значи, ќе остане во тенџерето заедно со останатите состојки и само малку ќе ја згусне. Ова сега не ми треба повеќе. Зимам сега една лажица, ќе ја истурам павлаката во еден сат. Ете така. Сега ќе земам од течноста, од супата. За да ја разбијам. И започнувам со мешање. А што ми остави впечаток, токму тука во Етно село има млади спортисти од Турција, од Истанбул. Дечиња на своји 10-11 години. Ми остави впечаток што прекрасно знае англиски и дојдоа да ме прашаат кој е најпопуларното македонско јадење и што сака да јадат македонците. Ете, тоа е тоа вистинското прашање кај деца од 10 години. Значи, тоа е многу значајно. Значи, покрај спортот се учат и на други работи, да се учи туѓата култура, традиција, што сакат македонците. И јас им ветив дека кога ќе завршиме со чорбата, кога ќе биде готова, дека ќе им поделиме и на нив да ја пробаат. Еве, веќе е готова. И сега ја ставам малку по малку со постојано мешање. Ете така. Прекрасно нешто. Откако ќе ја ставите павлаката, 2 минути ќе врие, исклучувате, но не го тргате тенџерето од шпоретот, од ринглата. Го ставате со капак да отстои, да набабри оризот и да скипне, што велат старите. Морам уште малку да пробам да видам за сол дали е доволно. Тоа се дечињата, малите спортисти, што ви кажав, од Турција, ја следат позади камерата нашата емисија. Не можеа да додржат, дури дојда и пред камерите, затоа што сакаа да пробат од чорбата. Сега ќе ви ги представам, ова се двете момчиња кои што играат фудбал, спортисти се, млади деца спортисти, кои што дојдаа на надпревар тука во Македонија, членови се на Нуртепе, What's your name? Ibrahim, what's your name? Yeldes. Yelis. Yeah. Nice to meet you. How are you? You're fine. Thank you. You're fine. Would you like to try of our soup? Yeah. Yes, Yeah, maybe. little bit. Please, for you and for your. No, with this spoon, and for your friend. Good appetit. It's tasty. Yes. Okay.
Now Very nice. you will be very strong Okay. after this stew. Им благодарам многу, значи ви се допадна. Please repeat. Ете, тоа е тоа. Ние ќе си продолжиме, еве и нашата чорба е готова. Драги мои, се годиме на трпезата, да видите со што ќе ја послужиме и ќе подругаруваме уште малку со овие прекрасни момчиња што ни дојдоа. Поздрав. Поздрав на Македонија. Поздрав на Македонија. Еве, драги мои, готова ни е чорбата од прас. И да ви кажам, па ова е убавина, значи богатство. Ова да го имате на трпезата е богатство. Погледнете како. Погледнете. Еве, како што ви кажав, орисот не се ни забележува. Само му дава така една лесна густина. Мераци. И можете да го послужите со лукче, макдонос, киселинка, со лепче, со пиперче, со патлиџанче, со сиренце, со што сакате. Абе, наше македонче, значи од прас ке направи најубава чорба и најубава супа, да ни се чудат сите. Леле, колку е добра. Ова е уживање. Уживање, как убаво ми доаѓа на стомакот. Така е добро. Се сварено. Морковот, пашканатот, празот, кромидот. Ова е чудесија, да ви кажам, од чорба. И ставете баш една цела китка макдонос. Цела да има. Не можам да престанам да јадам. Направете оваа чорба. Драги наши пријатели, верни пријатели, ќе уживате во вкусот, ќе ги израдувате и тие околу вас. Ве поздравам до следната емисија Вкусот на традицијата. И знаете како велат? Нештото не е толку многу далеко. Туку, далеку е она што нема мост од нештото до срцето. Тоа е тоа. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата и направете ја чорбата.